Политичко учество на лицата со попреченост во Република Македонија нема. Ова го покажува истражувањето спроведено во 2016 година. Од осамостојувањето на Македонија па се до денес нема ниту еден пратеник лице со попреченост, а овие лица беа заборавени за локалните избори кои се одржаа на 15 октомври. Па така само 3 лица со попреченост се најдоа на листите со кандидати за советници во општините, но истите беа на дното на овие листи. Ова денеска го истакнаа од Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива од Куманово. Имаше само 3 на листа за советници, 3 лица со попреченост. За жал, ниту едно не е советник. Но нешто позитивно што започна политичките партии да ги вреднуваат способностите на лицата со попреченост. Ние како Сдружение бараме на секоја листа на советници и пратеници во врвот на листата да биде барем едно лице со попреченост. Затоа што ако не влезат тие во политиката, правата многу потешко ќе се остваруваат. Но кога ќе се присутни и кога ќе може да делуваат директно, тогаш мислиме дека ќе кренеме напред. Сдруженијето Инклузива денеска во Битола одржа работилница за јакнење на капацитетите на лицата со попреченост за представување пред новите градоначалници и советници. Настан кој се одржува во рамки на проектот Политичко учество на лицата со попреченост во Македонија. Денесната работилница ќе ги представи индеренциите на локалните самоуправи, но и можностите за вклучување со предлози и иницијативи на здруженија на граѓани и на самите лица со попреченост за решавање на некои приоритетни проблеми во Битола. Главна цел на овој проект е овозможување на поголемо учество на лицата со попреченост во политичкиот и изборниот процес во Македонија, независно гласање, без помош и влијание од другите. Вакви работилници се одржуваат во повеќе градови во земјата.